Државните институции ни ја потврдија листата на фирмите кај кои се утврдени неправилности. Отстапување меѓу декларираниот и вистинскиот состав кај одредени млечни производи е точна, но официјална потврда од Агенцијата за храна и ветеринарство се уште нема. Директорот Оливер Миланов не ги откри имињата со став дека агенцијата би се соочила со прекршачни и кривични тужби. Миланов за TV24 само потврди дека редовните контроли ќе продолжат и се преземаат соодветните неопходни мерки. Додека пак премиерот Христијан Мицкоски изјави дека нема штетни последици кај здравјето на луѓето, туку се губи довербата кај потрошувачите. И ако тие тоа го правеле, тогаш кој знае што се случувало во минатото. Инаку ова се редовни контроли, редовни проверки на овој производ, но ќе продолжат и на други производи. Тука штетата не само што е морална, туку е и финансиска и јас мислам дека репутацијата не само на производителите, туку и на овие компании доведена под прашање. Председателката на Организацијата на потрошувачи на Македонија, Маријана Лончар-Велкова, вели дека потребни се почести проверки за да се сузбијат ваквите појави, кои создаваат нелојална конкуренција меѓу производителите што често ги декларираат своите производи и оние што кријат важни информации од потрошувачите или намерно ги доведуваат во заблуда за да остварат поголем профит. Посочи дека не станува збор за небезбеден производ, туку за лажно декларирање. Нутриционистот Билјана Ристевска за TV24 вели дека палмината маст сама по себе не е токсична и е дозволена во прехранбената индустрија, но сепак може да произлезат проблеми при честа употреба и консумација, да придонесе за покачување на лош холестерол. Потрошувачот практично не го добива производот што го платил и реално што очекувал. Практично квалитет на производот во овој случај нема. Кај лицата со кардиоваскуларни заболувања пак, диабетес или покачени масти во крвта, редовната конзумација на производи богати со заситени масти не е пожелна бидејќи ќе ја влоши нивната здравствена состојба. Меѓутоа, од нутриционистички аспект, значи најголем проблем не е само присуството на палмина маст, туку и лажното декларирање, намалениот квалитет на производот и губењето на довербата во производителите. Практично неможноста на потрошувачот да направи правилен и информиран избор. Од земените лабораториски анализирани 45 мостри од млеко и млечни производи. Кај 10 оператори утврдено е дека во производите имал помал процент на млечни масти од декларираното. За прекршителите изречени се парични казни и мерки согласно прописите.